За денеска една нова лекција. Услови за живот на животните. Ова се адаптирани наставни содржини во предметот Основи на општествени науки. Да научиме кои се услови потребни за да преживеат животните. Животните се дел од живата природа, а за да може да преживеат, што им е потребно? Се разбира храна, вода, воздух и место за живење. Храна. За да расте и да се развива животното, потребна му е храна. Храната му е потребна и за енергија, за да оди, за да трча, за да скока. Постојат животни кои се хранат исклучиво со растенија. Знаеш ли ти такво некое животно? Такво животно е зајчето, желката, коњот, кравата, срната, козата, овцата. Тие животни ги викаме тревопасни животни. Но постојат животни кои се хранат само со месо. Тие животни се месојадни животни. Тако се лавот, орелот, волкот, лисицата. Познаваш ли ти некое месојадно животно? Но постојат и животни кои јадат секаков вид на храна. И тие ги викаме сештојадни животни. Како што се прасето, кокошката, кутрето. Вториот услов за животните е воздухот. Еден експеримент за тебе. Пробај да го затнеш носот и да изброиш колку секунди ќе издржиш без воздух. Не можеш многу, така? Без воздух нема живот. На сите живи организми ми е потребен воздух. Сите животни, во зависност од средината во која живеат, дишат. А што е дишењето? Дишењето е процес на размена на кислород и јаглерод диоксид. Ова изгледа сложено за тебе. Но, како дишиме ние? Ние дишиме со помош на белите дробови и органите за дишење. Нос, трахеја, душник и бели дробови. Некои животни дишат со бели дробови исто како и луѓето. Тоа се слонот, жирафата, мечката, птиците и влекачите. Некои животни живеат и во вода. Тие дишат со жабри. Кој живее во вода? Рибите се разбира и други живи организми. А пак инсектите дишат со цевчиња. Кои се инсекти? Бубамарата, мувата, пчелката, осата, пеперутката и друго. Често ги споменуваме, ги цртаме и боиме. Некои животни немаат органи за дишење и размената на кислородот се одвива преку влажната кожа. Такви се, например, дождовниот црв, жабите и некои други животни. Вода како услов за живот. Кога пиеме вода? Се разбира дека знаеш. Кога ќе ожеднеме. И животните пијат вода. Водата е важна за размена на материите, го помага варењето на храната и изфрлање на непотребните материи од организмот. Многу е важно животните да имаат чиста вода за пиење. Зошто е тоа важно? Па затоа што ако имаат загадена вода, може да се разболат. А ако пијат чиста вода, животните ќе бидат здрави. Живеалишта. За домашните животни се грижи човекот и тој им прави живеалишта. На кучето му прави куќички.
На кокошките им прави кокошарници. На кравите им прави живеалишта за крави. Значи човекот се грижи за домашните животни и им создава услови за живот. А дали знаеш каде живее мечката, лавот, верверичката во природата? Птиците прават своји гнезда. Пчелите градат своји кошници. Некои прават живеалишта во шукрините на дрвјата, наоѓаат дупки или се во постојана потрага по своје место за живење. Многу е важно на планетата Земја да се обезбедат добри услови за живот на растенијата, животните и луѓето. Да дишеме чист воздух, да пиеме чиста вода, да ги чуваме шумите, да не ја загадуваме околината, да ја сакаме природата, да ги сакаме животните, да садиме растенија и да го сакаме животот. Да повториме. Слушни неколку пати за да запомниш, а потоа одговори или покажи. Кои се услови за живот на животните? Храна, воздух, вода и живеалиште. Каква храна јадат животните? Некои само трева, некои само месо, а некои јадат се што. Што треба ти да научиш? Да ги препознаваш, посочуваш и именуваш животните. Да покажеш кои се услови за живот на животните, да покажеш се со што се хранат некои животни, да покажеш каде живеат животните. Благодарам за вниманието и желбата да научиш нешто ново.